Лека ног, дами и господа. Особено дами, затоа што денеска е вашиот ден. Денот на жената. Се надевам дека се одморивте од марширањето на женските маршеви денеска. Инаку, Јована повели мала пажња од мене. Фала, Ацко, не си требал убаво што си се сетил. А нема проблем. Ружи немаше? Абе, јас сакам сакциско цвеќе, мислам дека вака да ги истечеме ружите, мислам за 2-3 дена, стану истина не си исплати. Како и да е. Еве што ќе гледате. Овој некој ќе те подсети на мене вака со години, ако си го чуваш како ќе треба. Дознаваме зошто се менуваат таблите по училиштата. Денеска сум дежурен цела недела. Како коронавирусот влијае врз изборната кампања. Многу е поефикасно да се оди од профил на профил, отколку од врата на врата. Ексклузивно отворена првата академија за преквалификација. Значи, уопште не е проблем ако сте докторирале економију или политичке науке или што и да е. Таман се решив да ја средам колата и ми звони жената. Миличок, тука има промоција на ботокс. И сега што да правам? Да ја средам колата или да ја средам жената? Жената или колата? Колата или жената? Ке полудам. Доста е со глупости. Кредисимо, пари на време. Со Кредисимо ја средив и колата и жената. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од септември првача. Не знам дали е спремно. Оги, умно растеме заедно. Kids Vids во аптеките близу вас. Слушнавте ли за нашите нови каматни стапки? 4,9% фиксна за првите 2 години. 5,9% променлива за остатокот на периодот на отплата. Максимален износ на кредитот е 30.000 евра, со рок на отплата до 95 месеци. Потрошувачки кредит на Комерцијална банка. Откриете ја моќта на готвењето на Гранит и внесете нова страст во вашата кујна. Со премиум садовите за готвење Розмарино Goldstone од новата Купон Плюс акција на Tinex. Софистициран и елегантен изглед, напредна 8-слојна технологија, оригинална Gold Granit облога од вистински гранит со ефект на топол камен, која нуди рамномерно распоредување на топлината за здрава подготовка на храната на природен начин. Засилено челично дно, погодно за готвење на сите површини, за професионални перформанси. Од 7 март до 10 мај собирајте купони и со соодветна доплата одберете од садовите за готвење Goldstone и започнете да готвите поздраво за вас и вашето семејство. Разбудете ја љубовта кон готвењето. Tinex. 2 компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Секој прв Кредисимо да плата до 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. По дебатите на партиските лидери на најголемите и најмалите политички партии, ништо не ни е јасно. Северна Македонија во НАТО, ви давам значка директно. Ова е состојбата во која што живее Македонија под вас. Луи Витон, ташните доаѓаат од кај вас да си земете. Не знам јас дали од таму се финансирате. Не го сакате подарок? Од таму не, апсолутно. Па не се враќа подарок, ама добро. Не сакате вие подароци, нели? Граѓаните немаат чест да дознаат ништо суштинско за понудите на партиите, а најљубопитните од нив преземаа и мерки. Вознемирените граѓани преземаа екстремни мерки и почнаа да одат од врата до врата кај партиите и да ги прашуваат за плановите за следните избори. Бараат лажни ветувања, предизборни лаги, како и торбички за на пазар, хартии за подпал, потни мајци и најомилените упалјачи, кои порано ги добиваат со партиско лого како што е редот. Испаничени, партиите велат дека нема смисла непознати луѓе да им доаѓаат на врата во најважниот период за нив, точно кога ги измислуваат предизборните ветувања. И ветуваат дека ветувања ќе има. Се надеваме дека граѓаните ќе си ги добијат своите запалки, затоа што впрочем тоа е најголемата придобивка од изборите.
Коронавирусот го смени и начинот на кој се води предизборната кампања. Да видиме како. Се наоѓаме во едно партиско седиште, каде што ќе поразговараме со еден партиски бот. Абе, не видите бот! Ботот има чувства, има емоции, има срце после тој бот. Зашо работам тука? Бе, извини. Бе, извини, не ќе втам. Се бам, прашај што сагаш, па ти... Стока. Стока? Што стока? Стока класична. Дали коронавирусот направи некакви измени во избирачката кампања, односно дали важи се уште она врата на врата, од врата? Видовме на интернет дека многу е поефикасно да се оди од профил на профил, отколку од врата на врата. И тоа како функционира? Како функционира? Еве ти ја Маја ногти. Чат пат знам да постирам на Маја педикир, маникир, нормално и политика. И имам отприлика 30 мажи као таргет група која што ги врбувам да гласаат на изборите. А добро, не ве маца незгодно ова. Незгодно? Не е незгодно, ама незгодно е на Фросина. Она е наивна девојка. На тој начин ги врбувам младите да гласаат. Ама па за тоа Миле, он е касап. Сака чудеса од меса, за да се врбуваат селјаците да гласаат. Чобаните да излезат да гласаат на избори. Ова малце тажно. Никако. Тажен евангел, кој што е скршен и нема емоција грам во него, не ладен. Он постира само туга. Он сака да биде среќен, ама е тажен. Човекот е тажен, ништо не постира. Само туга има у него. Добре, вие колку профили имате? Јас имам 30 профили. И чат пат знаат и профилите меѓу себе да комуницираат, за да не бидат сами. Зашто Маја ногти никогаш не треба да биде сама. Добра, а кои се вашите планови за воиднина? Кои се моите планови? Да стигнам до бројката од 50 профили, ако не фатам на тоа шизофренија. Добра, ако фатите шизофренија? Сакам да стигнам до бројката од 50 профили, ако не фатам на тоа шизофренија. Бе, прашав тоа за плановите. Плановите ми се ако стигнам до 50 профили, да не фатам на тоа шизофренија. Добро. Ова е за вас, среќен 8 март. Фала. Овде не проаѓаат многу луѓе. Ке сагаш да ми ја стиснеш бубулица. Или барем, ако ти е гад да го задржиш огледалцето. Ке се стиснам сам. Како што предупредуваат од Светската здравствена организација, коронавирусот на парите може да се задржи и до 3 дена. Нова експресно реагираше ВМРО ДПМН, од каде што изјавија дека зголемувањето на минималната плата од страна на владата всушност е здравствен ризик. Ни владата не остана покуца, па препорача платите да не се испраќаат во кеш. А ако е може да не се испраќаат воопшто за доброто на работниците, кои може да се заразат со корона. Тие велат дека ова сознање на СЗО им паднало тешко, па прогласија 3-месечен мораториум на земање митово кеш. И на пари се пренесува и сега на политичарите им фувка. Абе, не знам за нив, ама ние сме безбедни. Чути, не знам зашто иче не ме радува тоа. Нема кај да се фати. Италија, жариштето на коронавирусот во Европа, учи од македонските примери за справување со оваа опака болест. Како што изјавуваат од Италијанската фудбалска асоциација, надпреварите во фудбал ќе се играат пред празни трибини. Касно ви текна, боле спречити него лечити, изјавуваат од македонската фудбалска репрезентација. Така Македонската фудбалска лига веќе 3 децении се игра пред празни трибини поради мерки за предпазливост од корона и слични болештини. Од таму велат дека овој тренд ќе продолжи, а како стојат работите со короната и иселувањето, можно е за неколку сезони првата Македонска лига превентивно да се игра и без фудбалери. Секоја чест. Дали конечно ќе се појави партија која ќе го наруши балансот на веќе воспоставените СДСМ и ВМРО? Дали конечно се појави трета опција?
Нова политичка партија го краси политичкиот мозаик во Македонија, а за лидерот се вели дека е шармантен, работлив, мудар, роден водач, но пред се скромен човек. Зборови со кои самиот се опиша Гоце Темелковски од новата партија ПЗМ. Гоце, дали се слушаме? Да, студио, добро се слушаме, да. Вие од ПЗМ ветувате дека ќе ги смените работите. Како планирате да го направите тоа? Види, студио, че ние како политичка партија планираме да направиме драстични промени за сузбивање на криминалот. Односно, ќе донесеме закон со кој што нема да се одговара за крадење со усул. Башка. Значи, кога се местат тендери, тоа се прави подискретно. Затоа што кога се местат тендери јавно, тоа влијае на психата кај луѓето. Не знам дали ме разбирате. Затоа што има поосетливи луѓе што нема да бидат баш задоволни ради тоа. Значи, вие и немате некои криминалци во партијата? Сега ви кажа, бе, студио, земам да ви нацртаме, бе. Ние немаме ни милионер у партија, бе. Океј, а што всушност ви значи тоа ПЗМ? А ПЗМ значи помалото зло за Македонија. Затоа што граѓаните секојаш на избори гласаат за помалото зло за Македонија и ние така се крстивме. Значи, нашиот слоган е сите у ПЗМ. Па добро, валјда боли у ПЗМ него у ПМ. Од уста ми го извади студио. Па ПЗМ може да биде и поголемото зло за Македонија, така? Значи, да не мешаме поими, студио. Дај бе, приберете се малку. Значи, поголемото зло е ПГЗМ. Многу букви бе некако? А сега многу букви, а СДСМ и ДПМ не, помалку букви да не има. Ете, со прашалник на лицето го прекинуваме линкот со Гоце, лидерот на помалото зло за Македонија. А ние да продолжиме со вчерашни. По Преспанското и Мавровското, сега и Дебарското езеро полека исчезнува. Ова епидемија која ги зафати нашите езера и ги загрижи граѓаните на Дојран на западот Охрид. Репортажата ја направи единствениот Кузма Статива. Мртва стража на Охридско. Овој охриѓанец реши 24 часовно да го чува и да го нагледува езерото. Кажете ми, зошто го прави тоа? Како зашто го правиме? Не гледате вие што се случи со Преспанско на езеро? Го испушќа. Значи, ние не смееме да дозволиме овде вака преспански сценарија да има. А колку време го прави тоа? Од петокот. Со јурета се менваме на 8 сати. Ко антибиотици што се. И име си кладовне Watchmen's from Varoš. Varočmens, како се вика тоа на англиски. Да, а кажете ми конкретно од што го чувате? Од што го чуваме? Што му се случи на Преспанско, гледаш? На Дебарско, на Тиквешко, Црно го направија. Ги снема. Да, па не се дозна од што... Што ти велам, не се дозна што е. Скопјанишчева демне, тие со лајца да мот ќе го истркет. А не овдека, што е? Нешто ги... И баш ка гледаш што се случи Преспанско. Погола си ојде целото тамо, ништо, ни машина, ни плочки, ни казанче, ништо бела техника нема. Овде кај нас, кога ќе се повлечите зерото, знаеш што ќе види? Бела техника, машини, казанчина, плочки, па пола Охрид ќе мој викендиците да ја реновират со тие плочките што се. А, значи вие сакате да кренете еколошката свест за да не фрлаат чуд во езерото, така? Не бе човек, ние со Јурета чекаме кога ќе се повлечи први да заеме некое машинче, да изреновираме викендичкава машина, да заеме плочки, казанче, нешто да заличи тамо први, оти тоа ќе го грабнете одма. А, за викендицата. Кај знаеш бе ти оти викендица имам јас? Сега ми нема врска. А заш бе ти не си ја донеси женичката Охрид овде вака за викенд, за 8 март да си ја почастиш? Не ми е жена се уште, кај јас сум новинарска плата, сега за викенди па. Абе како ќе ти биде жена која за викенд не ја носиш само на одмор? А за пари си земиш кредит од Кредисимо, си дојте овде вака, знаеш убав попуст ќе ти дам. Кај мене сопчено, бе милина. А кој ќе го чува езерото? Ти реко бе, Јуре се менваме со Јуре! Ој клипче, не го тупи. Ано го Јуре!
А сега, одиме со најневозбудливите, најнерелевантните, рестото од македонските дневно-политички вести, кои ја обележаа оваа недела. Град Скопје им објави војна на пироманите, откако после шумите и полињата околу градот, па контејнерите и кантите во градот, тие се фрлија и на билбордите со предизборни пораки на партиите. Оттаму велат дека ќе донесат нови огноотпорни билборди. Ова е навистина смешно. А во македонски Брод забележан агресивен ентитет кој предизвика немир и страф кај сите што живеат во овој мал македонски град. Се работи за советникот на општината Бране Јовановски, кој шутираше куче пред еден локал и се надеваме дека наскоро ќе биде заловен. Властите во државава ја засилуваат безбедносната контрола против вирусот на границите. Имено тие ќе ја користат најновата и најмодерна технологија. Ова го нема ниту во Београду, драги гледачи. Патниците, односно патничките, ќе пополнуваат формулари. Честитаме за ова револуционерно решение и нека ни е на здравје короната. А ние да продолжиме со вестите. Оваа држава е обседната со табли. Промената на имињата на две основни училишта во Чаир предизвикаа безброј непродуктивни коментари и националистички испади. Со реакција се јави и поранешниот премиер Зоран Заев, кој во свој стил тврдеше дека промената е незаконска, па дека е законска, па дека е незаконска, па дека е законска, па незаконска, па законска. Извини, ке те прекинам. Со еден од учениците во Рајко Исмаил Кемали Жинзифов разговараше нашиот Кузман Статива. Така студио, еве сум со представникот деветолетките, Бесим Шабани. На вистина си девет оделение? О, другар, јас сум девето. Денеска сум дежурен цела недела. Дека изгледаш вака постаро. Зашто така зборуваш? Си бил ли ти во девето оделение сега? Да видиш, па сите сме вакви, знаеш како викат, о стрес. Така, кажете ми што мислите за промената на таблите со имињата на училиштето? Многу добра идеја. Многу добра, јас сум многу среќен. Значи задоволни сте, така? Не бе, другар, нели гледаш дека сум ироничен. Знаеш што е иронија? Еве, јас ќе ти кажам. 2010 јас сум бил прво оделение. Сега, школа тогаш табла се викала Рајко Зинзифов, а сега се вика Исмаил Кемали. Сега може да се вика и Джастин Бибери. Мислам, умирал човекот, ама мене не ме гале. Добро, сега вела дека од Исмаил пак ќе го вратат на Рајко. Абе, дечко, абе од Тито па све што иде наваму, они само тоа прават, бе, другар. Ги меда табли, доаѓа вика ќе го смениме ова, а не прави ништо што треба. И сега ние сме млади, ние разбираме дека предизбори сака да се менја. Сега они место да прават, да направи спортска сала, да може фудбал да играме, да донесе автобус, да може да се возиме, да има добро грење. Знаеш како такви работи компјутери, како другар ми, зибери компјутери да играме малце. Они со таа нивна лоша политика не трујат нас младите и цело образование. Така, браво, ти на вистина си девето оделение? О, другар, па зашто мислиш дека те лажем? Еве ти возачка. Така, студио, еве, деца без детство, без образование, без идни на кај нас, но барем без обседнатост со табли. Студио. Најважни се таблите, па изборите, а децата, односно учениците, кој ги ебе. А сега имаме добра вест и одлична вест. Добрата вест е дека Германија ги олесни условите за ниско квалификувана работна рака, а одличната вест е отварањето на првата академија за преквалификација. Здраво! Јас сум водоводжија Столе, а сви ме познавав по одлични фасаде, а сега и по прву академију за преквалификацију за Германију, Академија за преквалификацију Војче и синове. А туја су и наши задоволни студенти што доаѓав од различити професионални провиненcije. Јас сум Марко, доктор по правни науки. А што да правам со правото тука, ај? Што да правам? Правото се оцели пред мене. Ма затоа чаре? А што завршив? Па видете, јас имам студирано француска поезија во Париз. Тоа е перспективна професија, доколку перспектива би било да сте гладен и да имате проблеми со джигерот и да треба да го продаете бубрегот за нормално да живеете. Тогаш да, убава професија, перспективна. Јас сум Милена, економист. Морам да ви ја кажам првата лекција за економија во Македонија. Никогаш нема да си ги вратите парите што ги дадовте за факултетот. Значи, уопште не е проблем ако сте докторирале економију или политичке науке или што и да е.
Затоа и што овдека ги учимо будуки водоводжие, електричари, молери да се ослободе од стегена диплома. Улазај унутра. Ево, чешма ти капе, што ќе направиш? Ќе ја сменам. Ќе банкротираш бе! За едну гумицу ќе земи рајбовање, ќе израјбоваш тука и гумицу ќе знамениш. Хајде водомерка доле замени. Мајстор Столе е најдобар учител. Куде бе правник, куде бе ке не поплавиш сви туј бе? Тако ли ќе испушиш прво вода? Иди отпуши га шолју таму, ајде. Сега сум лиценциран водовоđија на пат кон Германија. Кречи, тргај поет. Гледај у ретровизор. Со стране гледај. Ајде сак менјај. Меѓу газ бе. Тако е ли учисмо бе? Па ќе со газиш некој у Немачку, знаеш ли колку се лежи? И сега како поранешен курсист, а сегашен горд матурант на Академијата Војче и синови, можам да кажам дека сум среќен шофер на 12-13 мерџо бензинец во Баден-Баден и Карлсруе. Оди вамо ти на сувозачко, ајде. Ајде ни врата тамо влези. Удри убаво тамо, гледај сега. Ој ти е с мању приколицу. Ој ти е исто с приколицу, али позади кад га гледаш. Тега тате. За тате забранjeno е за тате, гледаш ли? Порано чистев испити како некој идиот, а сега... Такој ли се мете бе? Имаш ли ти мужа бе? Како учисмо? Седи тука, седи тој. Метла се држи овакој. И овакој ке падане. Хајде. Сега чистам улици и живеам како господја. Му благодарам многу на Столе, тој ми е како втор татко. Овдека куде нас, ваши сынови су реалност, без бугарски пасош и менјање идентитет. Охрабрите се, донесете ги ваши факултетски дипломе, магистерски докторате и ми ќе ги претвориме у нешто корисно за Немачку. И док сам туја, продавам јунца, 200 кила жива мера, остана од зималска. Таман се решив да ја средам колата и ми звони жената. Миличок, тука има промоција на ботокс. И сега што да правам? Да ја средам колата или да ја средам жената? Жената или колата? Колата или жената? Ќе полудам. Доста е со глупости. Кредисимо, пари на време. Со Кредисимо ја средив и колата, и жената. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Ново од креаторите на Бекутан. По продукција на Алкалоид. Од први ке тргне во градинка, само да не почне да се разбогува. Арчи, за подобар имунитет. Kids Wits во аптеките близу вас. Ево го Столе, тој е одличен мански играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Мултивитаминска азбука за дет. Витамин А за добра кожа, добар вид. Витамин Б да сум мудар, да сум здрав. Витамин С да сум силна како лав. Витамин Д за цврсти коски, да сум прав. Форвита Kids мултивитамински сироп за здрави деца. Секој прв Кредисимо да плата до 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Драги гледачи, извинете што ќе ве прекинеме, памтете си ја мислата, мала дигресија. На јаките фраери, чоки, црни и хипи на шанг додека жените им се на прослава ќе го честитаат најубавиот празник 8 март. Дечки, памтете си тоа мислите. Извинете што ќе прекинам. Видели бе овој што рече, бе, дајте ми 67 пратеник да не ни уценуваат дуј. Овој век. Сони, извини што ќе да прекинам. Абе, тој одамна емигрираше у Маđarска. Па не сме 2012, бе. Те молам, нема да тресеш зелени Извини овдека. што ќе те прекинам, брат. Не е
Не вика оној, овој вика дека 67 му требале. Не овој. Извини што ќе те прекинам, мала дигресија. Дечки, за исти човек се работи, бе. Значи, овој се вика кој е овдека, оној се вика кој е ондека. Че имаше еден филм со Николас Кейдж и со Џон Траволта, што е снимен у Маđарска. Извини што ќе те прекинам, Хипек, памти, а мисла да молим те. Ама овој и оној не е исто, брат. Овој е уствари оној што стално се маскира и што сака да го уапси, овој што маскиран у жена избега у Маđарска. Ме разбираш? Различен е концепт. Извини што ќе те прекинам, мала дигресија. Ко спомнаш жена, вие знаете дека денес е 8 март, бе? Хипик, извини што ќе те прекинам. Абе, како да не знам дека 8 март? Са бајли идам нешто таму да сменам на моторот, ги гледам сите овие лешпери со цвеќиња у раце. Зашо не кажувате вакви работи, бе? Па ја на 8 март требаше да носам жена ми на картинг со Куба Либре. Хипик, извини што ќе те прекинам. Значи, зашто не ја носиш и на 9 март, и на 10 март? Па добро бе, нели е срамота? Па тоа е едно прекрасно женско створење и сега да му даме само еден ден у годината. Срамота е тоа, бе. Чоки, бе, извини што ќе те прекинам, мала дигресија. Че ја не можам на 9 и на 10 да ја носам на картинг со Куба Либре. На 9 сум договорен да ја носам на мотокрос со Мохито, а на 10 со мајка ја носам на борби со петли и пиво. Извини што ќе те прекинам, Хипик, памти, ама извини што ќе... Добра ти агенда. Мада ја малце по така стандард шема фурам, ружи, вино. Извини што ќе те прекинам. Абе, дечки, ружи и вино е демодебе. Па ја на мојава, кој однесам ружи и вино, прво ќе се утапа од смење, после ќе му утапа од мање, бе. Хипек, извини што ќе те прекинам, брат. Ама со право. Па добро, зашто се бореа, бе, оваа Роза Лихтенштейн и оваа Клара Цептер? Зашто се бореа? За да потрошиме само по 300 денари на тој столб по општеството? Па срамота е, бе, брат. Еве, Чоки да ти каже, ја имам страшен респект за све што моча клечечки, за жена, за мајка. За сестра. Извини што на чоле сестра, Што бе за сестра, бе? Извини што те прекинам. Не, извини ти, ја што ќе, немој за сестра ќе ве лежам, еј. И ја знам сестра ти. Што рече? Извини, Хипек, што ќе те прекинам. Немој, чоле, молим те, ради мене, брат. Те сакам кој брат. Ајде бе, Хипик, са, па не ми пајеш, што има врска. Ти си убав дечко, са, она е ружна која грепа, ма. Што да ти кажам, са, голем си, ти си знаеш. Ај бе, пијан си бил. Начукавме се, па да. Извинете што ќе ја прекинам, и јас ја знам сестра му на Чоки. А цо ни влака убили се. Дај да одјавиме. Дојдовме до почетокот на вестите. Честитаме, вие сте точно на чекор за сите. Би поседеле подолго, но мораме да тргнеме. Јована е на прослава. Нека ни е честит празникот, па здравиот до година покрај мешана салата и ордеверче. Од работодавците да добиеме и еднакви плати како мажите за истите работни позиции. Добро утро. Мало сутра, што би рекол нашиот премиер. Јас ја напишав джингър лака джингър. Мирно! Пето до пето! Такој! Ајде, право гледај! Ајде, поет! Кој си ти? Видете, јас сум еден поет, еден филантроп, кој што се... Дали си нормален ти, бе? Што бе поет? У немачко поет? Немци немају поете? Како нема поети? Видете го имате Гете. Мислам, не е само... Мирно! Имају оси они поете, немају шофере! Со поезију нема у немачку. Мирно, право гледај! Ти! Што си ти? Јас сум економист. Економист и курец у немачку. Има да учиш практични работе. Право, тој ме гледај. Тоа е. Поет, нема да се смееш. Метлу ке ти го набуту, ти справо убаво ја. Ти, мирно, руке доле. Што е дај, не си ушев зид. Право гледај.